Нов фудбалски циркус во 29-тото коло во првата македонска фудбалска лига. По напуштањето на теренот на Воска пред 2 недели или другутов, пред колку беше време, денеска во Маџари Гостивар напушта. Против Работнички 80 и која минута, пета, си заминуваат луѓето. И релевантна минутата, финишна надпреварот, водство на гостите од градскиот парк на Работнички 1:2, откако резултатот беше свртен. Гостивар победа 7:0, па домакините добија црвен картон од главниот судија Игор Стојчевски, за кое нешто ќе кажеме во продолжение на емисијата. 2 гола на Работнички во продолжение по добиениот црвен картон, апсолутно регуларни според сите параметри, според наше видување. Што е работава? Што се случува со екипите? Овамо напушта Воска против Вардар, веќе се санкционирани, завршена работа, не се во лигата, во најнизот. Да бидеме искрени, значи фудбалот во Македонија се игра некаде после Втората светска војна, почнува 47-8, можеби еве нека е 50 година за полесно памтење. Си играл фудбал и во поранешниот општествено-политички фудбалски систем на Југославија, си играл и во независна Република Македонија. Тоа се години поред фудбалско надпреварување. Да истапат две екипи не се случило. Не се случило. Да истапат две екипи на 2 надпревари за 2 недели. Не се случило ни во едно првенство. Две екипи да истапат. Многу, значи ова што се случува, значи после овој надпревар, после истапувањето, после заминувањето на Гостивар на екипава, читав многу во овие наши медиуми и портали, како и да се нарекуваат, и читав многу и коментари, и нели имаше соопштение и од Фудбалска федерација на Македонија, официјално соопштение. Кое се осудува. Го видов записникот, го видов и ти записникот официјален од надпреварот. И тој го доби. Пред да одиме на записникот и на тоа што го пишува во записникот, значи само сакам да те прашам што мислиш кратко околу сите овие изјави, некој дел ти прочитав и на тебе. Мислиш ли дека не, знаеш, само ова прашање. Многумина го нарекуваат како некој си атак од Фудбалска федерација на Македонија. Го гледаш ли ти како таков? Апсолутно не го гледам како атак, бидејќи да се атакува на Фудбалската федерација на Македонија, си атакуваш на самиот себе. Тоа се шкринки на Фудбалската федерација на Македонија. Така. Може да се незадоволни од судење, од делегирање, од добиење оценки на судиите, може да се незадоволни од услови на игра, од пречек, од дочек, не знамо што се не. Што значи атак на Фудбалската федерација на Македонија? Не, јас пренесувам, ова не е од медиуми, значи ова е повеќе од коментари. Ова е од незнаење, да ми извинат сите портали, сите спортски новинари, сите наши, да не кажам, пријатели, познаници и така натаму. Ако е атак на Фудбалската федерација на Македонија, тогаш во наредните 5 дена треба да излезат уште 2-3 клуба, не знам кои, и да биде атак да се растори првенството. Ја поинаку не гледам како може атак да биде, ако еве вака остане новиц. Дури има најава Гостивар да продолжи да игра. Ајде за тоа ќе одиме еден джингл, па во продолжение на емисијата што ќе се случува? Дали има можност да биде нерегуларно првенството? Што пишува во записникот официјален од надпреварот Гостивар Работнички после джинглот? Фудбалска федерација на Македонија со експресно соопштение веднаш по завршување на надпреварот или кратко потоа, откако Гостивар го напушта надпреварот незавршен против Работнички. А во исто време имаме и, како што претходно најавивме, записник од судија кој да е, кој што има многу интересно на крајот едно дополнување. Ајде поубаво да го објасниме тоа на гледачите. Прво, официјалното соопштение на Фудбалската федерација на Македонија е нивни став, тие апсолутно имаат право на тоа и по мене не кажуваат ништо ново, пропозициите се јасни во таков настап на било кој фудбалски клуб. Не е ова специјално соопштение за еден одреден фудбалски клуб кој се вика Фудбалски клуб Гостивар. И тоа е помалку интересно. Она што е поинтересно е изјавата на еден од 4 судии во официјалниот протокол на надпреварот, тоа е записник, официјален протокол на надпреварот, каде што се чинители, не знам, делегатот на надпреварот, еминентно фудбалско име Кочо Звердевски, поранешен фудбалер, долгогодишен делегат во форумите на Фудбалската федерација, 20-30 години, контролор на судењето е Никола Караколев од Штип, кој исто така го очекуваме неговиот извештај, посебно за црвениот картон
доделен на фудбалерите на Гостивар после водството после нивното водство, трите голови не беа спорни. Оно што е наиндикативно, за кое јас лично разговарав со 5-6 луѓе кои извршуваат делегатската функција години наназад и кои се децидни дека при една таква ситуација еден судијат, и релевантно кој е, главниот, првиот помошник, вториот, четвртиот судија, го најавува во официјалниот записник дека пред почетокот на надпреварот му пришол некој официјален представник на домашниот клуб со акредитација уредна околу вратот и наводно му рекол дека доколку Гостивар не го добие овој надпревар, нивниот тим ќе го напушти надпревар. Убаво е и важно да се спомене дека на овој надпревар денеска немаше по одлука на домакините на Гостивар, немаше публика, значи немало многу луѓе таму да речам или слично. Значи тие што биле таму се тие. И сега малку е навистина интересно, нема име кој му рекол. Нема ништо. Ова заслужува повеќе внимание отколку гестот на напуштањето на Гостивар на тим. Таму е чиста ситуација. Гостивар ќе биде казнет. Па добро, сега некој нема да се сложи со тебе, резултат за работници, ама чиста е ситуацијата. Да, тоа е чиста ситуација, пропозиции што предвидуваат. Дури имаме информација на дигресија пред да се вратам на изјавата на судијата. Официјалниот носител на тренерската лиценца на фудбалскиот клуб Гостивар, професорот Блаже Панов, професор по фудбал, ги молел фудбалерите на Гостивар и раководството да не го напуштат надпреварот. Тоа ми го кажа, ајде да биде отворен, делегатот на надпреварот ми го потврди ова. Дека го слушнал тоа. Значи Кочо Зердевски ми го потврди за разговорот со него. Му благодарам. Блаже Панов разговаравме, истото ни го потврди. Ајде не му верувавме на него, имаме потврда втори избор. Значи одлуката ја донел собственикот на Гостивар, газдата. Газдата на Гостивар. Тоа е негово право. Се симнува, значи човекот се симнува на терен, меѓутоа, знаеш што мене и мислам дека и тие што не гледаат и тие што го пратат фудбалот ги интересира. Да реагираш на судење, прашувам, не судам, прашувам. Да реагираш на судиска одлука веднаш по доделување на црвениот картон, затоа што сметаш дека си оштетен и не е, и реагираш со напуштање, односно повлекување на екипата е една работа, а да повлекуваш екипата 85-та минута, откако примаш гол за пораз, а не знаеме дали ќе било пораз, имало уште 5-6 минути до крај, се можело да биде. Не 85-та порано, не е битна. Да, добро, може би греша. Значи, непосредно после голот, кој е чист гол. Ама малку е, да, не сакам да судам, ама малку е чудно. Уште е почудна изјавата на судијата, кој бил должен тоа да го пријави пред почетокот на надпреварот. Каде е сега санкцијата за судијата? Чекај сега, значи судијава дава во официјалниот записник изјава дека пред да почне надпреварот, некој со акредитација, значи од домакините, некој од гостиварчани. Само да те дополнам, делегатот на надпреварот бил присутен на стадионот во 2 часа. 2 часа пред надпреварот и ги пречекал сите. Добре. И уредно сите се влезли. Значи човекот кој влегува со акредитација е легитимиран и се знае кој е. Тие се 3-4 луѓе, не се 3-14. Се знае, ама никој не кажува кој е. А треба судијата да го посочи, да каже Митре Митревски, Петре Петревски, Јанко Јанковски, ми кажа тоа и тоа пред почетокот, ама да го најави пред да почне надпреварот. Така. Или ми прават притисок, или ми прават ова, или ми прават она нешто. Значи 5-6 луѓе кои се делегати на надпревари по 100 години, од различни градови, од Кочани, од Кичево, од Скопје, од Прилеп, од Штип, ми го потврдија истото. Судијата, било кој, не е ова специјално за Стојчевски, е должен да го пријави тоа пред почетокот. Стојчевски не бил, можеби не е од Игор Стојчевски, ова може некој. Не зборам од судијата, сега не го спомнам дека е главен судија денеска, да. Е четвртиот нека бил, што е битно. Четвртиот треба да дојде да му каже на делегатот. Не, што велат правилата? Правилата дали велат дека без разлика што е напишано во официјалниот записник, дека имало момент каде што некој му вели ако не победиме, некој акредитиран од Гостивар му вели на судијата ако не победиме ќе напуштиме и тоа е ставено во записник. Но ако не е најавено пред надпреварот, има важност некоја? Има важност за судијата, треба да биде санкциониран. Зошто не го пријави? Тој има име и презиме, има лик, има коса, има веги. И не може тој да не го идентификуваат кој е и тој подлежи на санкција. Тоа е автоматско вршење на притисок, на мобинг. Ако постои така. Ако постои, ако го рекол тоа. Значи вака, еден ми рече, имаше акредитација, па утакмицата заврши. Не е окей, да, разбирам, не е окей. Нема логика, нема логика. Нема никаква логика.
И ова води кон Многу како да кажам, кон неред, кон непочитување на правилата, ма а тоа сакам. санкциите во овој случај може да ги сноси газдата на клубот, лиценцираниот тренер со пролиценца професор Блаже Панев, капитенот Иако на не сакал Гостивар, да напуштат, нема врска. значи со сведоци дека ги молел да не напуштаат, скренувајќи им внимание кои се санкциите за такво потек. А еден од судиите нема да сноси никаква вина ради тоа. Не разбирам тоа. Нити некого сакам да бранам, нити да напаѓам, нити да заштитувам, уште помалку да создавам проблеми, не да Боже, на Фудбалската федерација на Македонија. Ама ред, правила, мора да има почитување од сите. И оно што е најважно, што правиме ако има трети и четврта екипа? Ајде да видиме после джинглот што правиме ако има. Вака или онака, можно е македонскиот фудбал или македонската прва лига да остане без две екипи кои што од првото коло па се до денес се надпреварува, игра надпревари, победува, губеа, имаа нерешено, земаа бодови, даваа бодови. Што е сега понатаму? Прво и основно јасно е дека Воска спорт се откажа од понатамошното направување. Веќе Брера ги доби првите службени бодови со Воска и тоа е олеснителна околност за екипата на Брера во таа борба за опстанок. Во наредните 4 кола до крајот, секој противник на Воска спорт ќе добива службени бодови, што на некој начин само по себе е нерегуларно. Од друга страна, тимот на Гостива, нели, како ти убаво го најави тоа денес, излезе во финишот на преварот, и јас и ти се обидуваме да добиеме директен контакт со одговорните од Гостива, било менаџментот, спортскиот директориум, тренерите, па дури и некои од фудбалерите, имаме Дали таму наши официјално ќе се фудбалери. повлечат како Воска? Да. Можно и да не се повлечат. Можно и да не се повлечат. Значи санкциите во тој случај се поинакви, така? Да, а ако не се повлечат ќе бидат санкционирани со бодови и Во тој случај Гостивар ќе ги оди има ли во последни... понисок ранг за нив ако не се повлечат или нема? Не, само бодови, мислам. Само бодови. Не сум Во сигурен. случајот со Воска се повлекува? Воска се повлече од понатамошното напреварување и префрлена во најнизок ранг, во четврта лига, во општинска лига и се одземени 9 бодови. И парична казна 7000 евра. Да, ама не да расчистиме, значи не носат телата и правилата на Фудбалска федерација Воска во четврта лига, него Воска самата се повлекува и не ќе да игра веќе, така? Да. Добро, тоа сакав. Правилата ја носат у четврта лига. Па зошто правилата за Воска не би важели за Гостивар? А ако се откаже од лига важат истите правила. Ако се откаже од лига, да бидеме на јасно. Ако се откаже од лига важат. Ај кога сме веќе кај Воска, само еве, мислам дека дека отвори тоа. Да, па да биде јасно. Мислам дека и ти не успеа подготвувајќи се за емисијата, пошто беше непосредно пред започнување на емисијата. Само да споменам дека излезе со официјално соопштение газда или што и да е овој од Воска, како се викаше, Нефи Софи. Така, Нефи, значи излезе со официјално соопштение, мала дигресија, дека вложувал приватни средства и така натаму, не знам, спрема своите навивачи, спрема својата јавноста, излезе со официјално соопштение, демек, сакајќи да каже дека и он давал во македонскиот фудбал, но еве од, не знам која му е официјалната причина. Добро. Ево штетен. Ајде да спомнеме сега, кога веќе го спомнувам, извини, овој од Воска, сопственикот газдата, што и да е. За Гостивар кратко, само знам дека имаш убава информација. Кој се Гостивар кратко да кажеме? Значи, ситуацијата со Воска спорт и со Гостивар е диаметрално различна. Тоа нема допирна точка едно со друго. Во кој смисол? Во тој смисол што инвестициите во Воска спорт се домашни и по наши сознанија произлегуваат од некои обшествено политички фактори, конекции, менаџерско работење, така не сакам да кажам дека тоа е нелегално, се е легално. Нема странска инвестиција. Нема странска инвестиција, тоа е важно. Во Гостивар има странска инвестиција, директна странска инвестиција во фудбалот која доаѓа од Турција. Значи во тимот и ростерот им е по Турција. Во тимот на Гостивар играат 7-8 странци, претежно дојдени од Турција, играат 3-4-5 македонци и играат, ми се чини, 2 фудбалера од албанска националност. Добро. Сега, да не ги мешаме бабите и жабите, само се обидувам да објаснам. Еден Дарко Гличич, извореден фудбалер на Вардар, икона на Вардар, извореден карактер, отиде и потпише за Гостивар. За една прекрасна сума. Ова е многу убаво. Како дополнување на ситуацијата, кој е Гостивар? Да, ова е многу убаво што го споменуваш, затоа што еве им се обраќам на сите оние што следат фудбал.
и што сакаат фудбал и ги гледаат приликите и неприликите во македонскиот фудбал. Значи, да не преюдицираме од старт и да одиме кога еве Воска се откаже и сега одма се јавуваат, значи во нашите емисии сте виделе дека национализмот е трнат на страна, значи нема врска Воска ако е водена од сопственик албанец со гостивар водена од газда или спонзор што и да е турчин, така. Нема да не се мешаат тие работи, не е убаво, не е вкусно. Воска наследува спортски центар Обијанин Извори каде што игра. Сега не сакам да елаборирам, да не забегаме од темата. Да. Газдата од Турција вложила во инфраструктура во гостивар. Потпишува договор со локалната самоуправа да го опреми стадионот, да го изгради стадионот, да го направи по некои стандарди, да биде тој стадион на гостивар. Се менува локалната самоуправа, не сакам да навлегувам, не се исполнува тој договор, гостивар се повлекува на тој истиот стадион, почнува да игра и да стопанисува со него без. Тоа е нивна работа. Да. И во трето лигаш исто така вложува, кој што сега во Слога во Виница исто вложува доста пари, Слога Виница е на прага да влезе во втора лига. Значи буџетот, тој е отворен буџет, тоа се пари кои не може да не влезат во Македонија како странска инвестиција контролирана од Народна банка на Република Македонија и да не се знае дека се вложени 2, 3, 5 милиона евра. Невозможно е тоа. Знаеш, вака малку како зборуваме и јас еве да не ги знам од прилика нештата, колку можеби помалку од ти што ги знаеш, но низ разговори јас, како да ќе се добие впечаток дека сега е задржуваме некоја страна, ние сме на страната на гостивар, конкретно за страна, ние зборуваме за конкретни вложувања. Така, не сакав да се официјално оградам да се оградиме од тоа. Значи убаво е да има луѓе како сопственикот што не му го знам името, се извинувам, на гостивар што вложуваат во македонскиот фудбал. И сега како да спречиме ние да не доаѓа до вакви работи? Значи ние зборуваме ние зборуваме генерално, дај Боже еден таков инвеститор да има во Струмица, во Штип и во Прилеп. Молиме, Господ го молиме да дојде. Да. 5 милиона евра ти не можеш да ги инвестираш без да бидат исконтролирани од сите финансиски институции во Македонија. Тоа не може да биде. Тоа секој што мисли дека може да биде, може. Секој што мисли дека сега гостивар плаче, бидејќи вложил 5 милиона евра, а не обезбедил пласман, е негово право да мисли. Тоа не го оправдува гостивар да биде лут на одредени други работи и да реагира. Воопшто не го оправдувам излигувањето и напуштањето на натпревар. Тоа е нонсенс. Да. Тоа никој не може да го оправда. Најверојатно е избрзана, непромислена одлука. И дај Боже да остане гостивар да игра во првата лига, не ради гостивар, ова го начнавме, ама не го затворивме. Да. Значи има едно правило. И тоа го испитавме, заедно со тебе нели проведивме, доколку 30% од првата македонска фудбалска лига, 30% од клубовите зборува, се откажат и не играат, а правенството автоматски паѓа. А колку би дошле од клубовите? Се треба да се занимаваме со проценти од 12. Значи 20 се малку, не се... Не, 20 правенството останува де факто на хартија според правилниците и некои стандарди на УЕФА регуларно, иако е нерегуларно, еве хипотетички ако гостивар се откаже, сите последни 4 надпревари неговите противници, кој прв е Пелистер, ќе добие службени бодови. Еве се сеќавам и дека Вардар посебно кога игра со гостивар. Да, 3 службени бодови за Вардар, а гостивар ги победи сите други. Е па тоа нефер спрема другите? Па сега збориме спортски нефер, истото и за Воска. Воска ги победи, противниците се бореше за опстанок, сега последните 4 кола Брера си зема 3 бода службени против Воска без да се исплати. Тука нема регуларност. Меѓутоа, де јуре, значи правно. Де факто е ова, де јуре е ова. Де јуре е исправно и правно. Зошто е добро тоа? Што мисли, зошто е добро? Не знам. За да игра шампионот во квалификации на Лига на шампиони, без оглед кој ќе биде, Шкендија, Силис, не знам кој. За да можат Силес, Работнички или Вардар или Струга да играат во квалификации на Лига на конференција под капата на УЕФА. Ако ние имаме нерегуларно правенство, никој нема да игра, сите губиме. Не губи гостива, губиме сите. Губиме и ние како новинари, како гледачи, како јавност, како тебе медиуми што нема да пренесуваат. Во тој случај, значи, сега за сега ваквите ситуации УЕФА не ги третира, си остава на федерацијата да си ги решава работите, но ако се случи дојде до такво нешто с краја да е, тогаш УЕФА веќе си има санкции. Значи вака да бидеме отворени пред самите себе и пред нашата публика. Не дај Боже да се случи некако бојкот на уште една-две екипи. Не знам што да помислам. Не дај Боже бојкот на финалето на Куп. Не можам да помислам дека може и тоа да даде.
Како тргнал да работат. Ајде, тука почнувам да се потам од муабетот. Джингл, па одиме со последниот дел. Две екипи од Прва македонска фудбалска лига си заминуваат пред да свирне судијата за крај и факт е дека си заминуваат незадоволни од судењето. Што правиме? Значи зборуваме за Воска спорт и за Гостивар кои се незадоволни од судиите. Сега. Дали може да се направи на мини анализа, а веќе е направена, дека тоа се истите фудбалски судии од пред 10 години? Ајде, нека излезе некој, нека каже дека сите овие, вклучувајќи и другите кои грешеле. Че не зборуваме за овие, конкретно за двајца судии, но овие два надпревари. Има и многу други поплаки на судењето, кои што не излегува екипите, а? Не, во конкретниот случај еве за денеска, емисијава за Гостивар работнички, тоа што може да се види, според тебе, црвениот картон кога е доделен, пази, зборуваме за чувствителен надпревар во кој што победникот од надпреварот е со Гостивар ако победеше ќе имаше еден бод до работнички за излез во Европа зборуваме. Остануваат во трката до крај на правенството за третото место. А само да те дополнам, памти си ја думата. И делегатот, и официјалните лица на двата клуба, и дел од фудбалерите, да не ги именуваме, апострофираат, потенцираат дека се играло максимално фер и коректно. Значи немало нити остар старт, нити провокација, нити плукање, нити влечење за дрес, нити конфронтација меѓу двете клуби. Да бе, не знам кој рече од овие луѓето со кои што зборуваше, вика фаул, во прво полувреме фаул еден немаше. Да. Ајде да не кажам дека и работнички излегува со најкоректна изјава. Значи, романтичарите дека и да го изгубе овој направа, немаше да реагираат, ќе го продолжи направање. А го добие. Не, сите се зачудени зошто Гостивар која се да не кажам играта. Значи вака, ме интересира ти, без разлика што обично не сакаш да коментираш ако нешто не си гледал во живо, но еве, сепак го виде моментот. Мислиш ли дека на овој надпревар од вакво значење за двата клуба, дека досудениот црвен картон е оправдано досуден? Прво, контролор на надпреварот на судењето беше Никола Караколев од Штип. Ќе го почекаме неговиот извештај, се работи исто така. Ти што мислиш, ме интересира? Не, да кажам прво за него, за искусен контролор. Зошто го апострофирам? Значи, јас се зивам како дел од контролорите 30-40 години назад. А ако како новинар имаш право да го издржиш своето мислење, и тоа мислење влијае на општата јавност, на некој начин влијае. Добро. Значи, ти не ги убедуваш дека ти си во право, него викаш, црвениот картон на овој надпревар можеше да биде и не доделен. И немаше никој да се лути на судијата ако не го доделеше црвениот картон. Ова ми го кажаа 5-6 луѓе кои го гледале надпревар. Тоа не значи дека е грешка што е доделен црвениот картон. Меѓутоа, имајќи го предвид дерби надпревар. Коректноста до тој момент. Значи апсолутна коректност. Не е втори или трет старт на истиот фудбалер па да биде црвен картон. Директен. Тешкиот терен за игра. Максималната посветеност на фудбалерите да го истераат надпреварот до крај. Судијата се решила, тоа е негова одлука. Контролор ќе каже и судиските органи дали се управо или не. Мијалче Дургутов и Наташа Дургутов имаат право да кажат дека црвениот картон е престрого додаден и можеше да биде недодаден. Став не го гледав. Го гледав на успоредни снимки на се. Види, пак врти случаи и само да се довршам, тоа де факто според изјавите на Гостивар ја прелило чашата од претходните 5, 6, 7, 8, 9, 10 надпревари наназад, колку што според нив Гостивар бил оштетен. Што туку сакав да кажам. Јас не знам според Гостивар, според луѓето од Гостивар колку пати Гостивар бил оштетен, но да си бидеме, како што често знам да кажам, искрени и честни пред самите себе. Така. Сведоци сме, значи сведоци и во живо и со камера на надпревари, еве повеќето на Вардар да речам, каде што имало нема да кажам погрешни судиски одлуки, а имало и погрешни судиски одлуки кои што дозволи дозволи погрешни и тоа затоа што потоа се огласила судиската комисија од ФФМ и кажала дека сега карикирам на надпреварот со Вардар со не знам со Шкендија, еве конкретно точно ми текна вистински пример, Вардар со Шкендија има досуден пеналот се шутира, па судијата свирна дека не голманот изреагирал,
па го повторија, а ова му промашија шутирањето на пенал, па го повторија, па дадоа, не влијаеше на резултатот, значи Шкендија победи 2-1 со Вардар, ако добро се сеќавам, но се покажало дека судиите навистина погрешиле. Како ќе биде во овој случај, не знам, но факт е дека во низ цело во ова македонско првенство така има судиски грешки. Да, има судиски, многу судиски грешки кои што навистина прават атмосфера, кои што малку подгреваат за вакви неоправдани, но реакции на луѓето кои што бркнале во џебот и даваат пари. Значи, секој сака да има честно судење. Сега некој знае да каже, да, реагираат кога се оштетени, а не реагираат кога им е подарено, и тоа е точно. И тоа е точно. И тоа е точно. Ама не треба да стане правило. Да, ама имаме ситуација каде што и велиме овие судии не се суди овие една година или 6 месеци од како е Омерагич и новото раководство на ФФМ на власт, па се прави сега некоја си фама низ медиумиве дека ФФМ, ајде не сакам да зборувам какви изрази употребуваат кон ова ново раководство. Значи сакам само да потсетам дека пред Омерагич имаше друг председател, пред него имаше друг председател. А судија истите судии. А судии биле голем дел истите во овие години и 70-80%. Како бе никој не се одважи тогаш да реагира и да напушта? Како никој не се одважи тогаш да реагира да напушта сега? Затоа велам, на почетокот на емисијата се враќам, ти кога не ме разбра, значи нашите медиуми и портали пренесоа, зборувам за изјави, не пренесоа они нивни текстови, него изјави што ги читам под нив, јас редовно ги читам и следам и ме интересира што мисли јавноста, луѓето, велат во минатото кога се свирало на Пелистер, на Вардар, на не знам овој, на не знам оној, тогаш ви било арно, сега кога свират против вас. Не се сложувам со тоа. Но истите судии суделе и во Кајседини, истите судат и Омерагич. Кајседини никој не напуштил, сега напуштаат две екипи. А Илчо зошто го забораваш? Па не знам дали во тоа време кога бил Илчо судели и овие исти суди, заради тоа не го спомнам. Па може би суделе. Комесарот за делегирање. Да. До кога судиш? Па до скоро. Епа. До сега нели му беше со Црвена звезда ова. И сега? Судели пред 10 години. Значи судели пред 10 години. Александар Ставров до кога судиш? Да. Не, ајде да не ги редам сега судиите, да, не, поентата ми е се создаваат повеќе мислења во јавноста, секој споделува што мисли, ти имаш не знам колку десетици пораки, Дургутов, што мислиш, ќе правите ли емисија за ова, ги интересира јавноста едноставно. Значи, не се гледаат работите од вчера за денеска. Да се вратиме малку наназад, овие исти суди суделе и предходно немало. Јас пак ќе речам, има некоја можеби тенденција зошто се случуваат вакви две испадња. Чекај, на крај, ако не играат, не дај Боже да чукнам, што кажав. Да, с краја да. Тогаш ние ќе се вадиме дека судиите се тие кои Македонија, Шкендија, не знам тамо нема да играат во европските купови. И кој ќе не оправда нас заради тоа? Да, никој ќе дојде некој од страна и ќе ни рече даве па судиите вие ги донесовме од Србија, од Албанија, од Грција, од Бугарија, не се ваши тие судии и ние сме виновни што така судат. Така. И овие екипи ако не играат во европските купови, а дали нема да се одржи на атмосферата пред надпреварот Македонија Белгија 9 јуни утре? Така. Кој ни е крив сега? Така е. Те разбирам кој ни е крив. Некој друг е крив што судијата не го најавил она што му го кажале пред надпреварот да го каже пред надпреварот. Да, и ќе било сосема друга ситуација. Да. А она што сакале да направат подкуп и месец дена се ќути. Тоа беше со Гостивар поврзано. Зашто се Ама чекај, месец дена се ќути. Значи за пријавување подкуп, тој што го пријавил подкупот, го знае тој што му нудел подкуп. И не разбирам што не е јасно тоа. Не сваќам. Што да кажам? Знам само едно, дека во судиите грешеле и ќе грешат. Затоа има санкции. Сега некој ќе рече што имам ја од санкциите? Тоа е. Значи еве кога беше сега Реал Мадрид со Барселона, Ел Класико. Па судијата, знаеме што се случи во финишот на 90 минути. Требаше да излезе Реал да го напушти на преврат. Значи, добро, и таму имаше ни милиција на крај, како пример го кажувам. Доколку судијата немаше вар технологија, ќе си беше пенал за Барселона и пријатно со здравие. Имаше вар технологија, нема пенал. Кај нас нема вар технологија. Во исто време се играше НБА, интересно да го спомнам. Во исто време се играше НБА, зборуваме за стотици делови од секундата, не зборуваме за минути и секунди, каде што Денвер со Лос Анџелес Клиперс
у 0,1 стотинка влегува топката во кошот за победа на Денвер. Така да мора да ја се имплементира тој ВАР, прашање е нели на време, ако е секако што треба. Еве јас да те прашам, ако се имплементира ВАРот, ти мислиш дека ќе се подобри судиите? Па мислам дека ќе биде порегуларно и помалку ќе имаат право да ме размислуваат за истапување вакво. Мислам. Да. Мислам, искрено мислам. Не, окей. Затоа што сега може и да се покриваат на тоа, нема ВАР, видов, ама се правам дека не видов. Сега хипотетички. А тогаш кога ќе има ВАР, ќе гледам да видам, затоа што ако не видам ја, ќе види камерата. Денеска на стадионот во Маџари, на стадионот Борис Трајковски, 3 голови се регуларни. Да, зборуваме за црвениот карт. Да не излезе дека го бранеме гостива. Да. А ако требаше да напуштат после црвениот карта. Не е правилно досуден. Не, барете ВАР систем и гледате го црвениот картон. Да. Колку пати сме виделе на најголемите фудбалски надпревари. Да, Шпанија, Италија. Да не кажам, не се сеќавам дали имало и репрезентациите кога игра да се пониши црвениот картон. Која е таа демагогија, која е таа суета или комплекс да не ја повлечеш одлуката? Не разбирам. Секој може да донесе одлука и да рече сгрешив и да ја повлече одлуката. Во секој случај не е добро, ФФМ излезе, кажавме со официјално соопштение, не е добро некако како да се создава некоја атмосфера, се притиска, се создава некоја атмосфера на нешто што не е добро за генерално македонскиот фудбал. Имаат право да бидат луѓето лути заради судиски одлуки, да, но треба да се изнајде начин и решение како тоа да се... Ајде сега и у втора лига ќе се налутат сите и сите ќе си напуштат бидејќи судиите ги оштетили, има ли у втора лига? Големи грешки има. И ќе се растори и прва лига, ќе се растори и втора лига и ќе ни биде крив некоја соседството. Цацко. Тоа е, да ја затвараме емисијата. Јас со порака и до Фудбалската федерација на Македонија, и до Гостивар, и до Работнички, и до Воска спорт, и до Вардар, до Струга, до сите екипи. Македонскиот фудбал е наш. Треба да го негуваме. Ние немаме 100 спонзори како што Гостивар, фудбалски клуб има спонзор. Негова е одлуката за успехот и неуспехот. Не треба таквите луѓе да ги бркаме од Македонија. Не треба. Не, се сложувам. На некој начин не треба да ги бркаме. Се сложувам, треба да ги ако се виновни по разни основи, не знам, подкуп, мито, давање, земање, на судиите, притисок, мобинг, си има правилници во Фудбалската федерација и казни за тоа. Така е. Казни за тоа си има. А идејата и оправдувањето, пред 3 години, кога беше друг председател на вас, ви беше вака, сега, вие ќе го јадете стапот, така губиме сите. Така губиме сите. Глупости. Овие дојдоа сега никој не добива така. Излегоа вчера од клупа и почнаа денеска да судат и Масар Омерагич ги донел или не знам кој од раководството на ФФМ и прават без врска, нема врска. Па да кажам 2 збора за Масар Омерагич. Значи за 2-3 месеци раководење со Фудбалската на федерација, спречен е вербалниот деликт, нема навивање на националистичка основа. Нешто што не може да го направат сите претходни 6 председатели. Да, точно е. Значи нема навивање. Стоп. Така. Одлука, пропис, закон. Изволите, другари. Да. Опомена за навивачите. Втора, трета опомена нема сите, без оглед кои се. Така е. Балисти, комити, шверцери, фаланга, чкембари. Зборуваш комитите кога ги ја испразнија трибината во Охрид. Не, зборувам за одлуката на Масар Омерагич. Да, не, прво беше со комитите што ги испразнија. Значи зборувам за одлуката на Масар Омерагич. Јасно, не можеш да потенцираш. Јасно. Број 2. Секој кој се огрешил треба да пријави и има Шкендија е казната поради своите навивачи да игра без публика. Сега била блага казна. Добро, била блага казна. Сведоци на последниот надпревар на Вардар, кога комитите се јавија со некои своји националистички, ќе кажам, скандирања, за жал, значи имаше веднаш спикерот се јави. Дали се замолчи? Се замолчи. Добро беше за сите. Ја славевме победата на Вардар. Генерално треба да биде тоа добро. Ама ако не е одлуката на ФФМ, нема така да биде. Да. Добро, тоа е тоа. Јас оваја фудбалска, како ја нарековме на почетокот, фудбалски циркус со од почетокот на емисијата, сакам да го завршам со нешто убаво, значи да завршиме и да затвориме оваа емисија со нешто убаво, а тоа е пласманот на ракометниот клуб Алкалоид во финалето на Еврокупот. Значи на вистина прекрасен успех.
Рейнар се викаше екипата која што овдека ја победивме со 5 Помина разлика. Алкалоид на пенали. Помина на пенали Алкалоид, успеа, тоа е најважно, игра во финале сега во мај месец, 2 дуела против грчки од Атина АЕК. Честитки на Алкалоид, тоа е македонски клуб, треба да го поддржиме, да одиме да го наполниме Борис Трајковски на првиот дуел, потоа таму со среќа да им биде во Атина. Без оглед што навиваме за Вардар. Без оглед што навиваме за Вардар. Не, кога се резултатите во прашањето, Да тоа малку да се насмееме, така е. Значи честитки, браво момчиња, браво тренер или селектор Лазаров и цело раководство за овој навистина огромен успех. Доколку ви се допаѓаме, лайк, сабскрајб, се гледаме за скоро во некоја друга емисија. До скоро.